Здраво! Ова е 6-то издание на емисијата Клуб Јоска. Мене ми е многу мило што повторно ќе можеме да се дружиме и да ги споделуваме сите содржини кои што ги истраживме само за вас. Министерот Панча Кралев присуствуваше на пресконференција во организација на Министерството за информатичко општество и администрација, на која беа промовирани активностите и содржините на кампањата за безбедност на децата и младите на интернет "Сурфај безбедно". Во рамките на оваа кампања, која се фокусира на представување на клучните теми за разбирање на ризиците и опасностите кои ги демнат децата и младите на интернет, преку печатените медиуми ќе бидат дистрибуирани водечи за родители, старатели и наставници, дизајнирани во форма на леток, додека пак во сите основни и средни училишта во Македонија ќе бидат дистрибуирани водечи за деца и млади, дизајнирани во форма на постер од едукативен карактер. На пресконференцијата беше промовирана и веб страницата www.surfajbezbedno.mk, на која може да се превземе бесплатен софтвер за интернет филтрирање и родителска грижа во македонска и албанска версија. Реализацијата на кампањата Сурфај безбедно е под покровителство на председателот на владата на Република Македонија, а е овозможена преку соработка со Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за електронски комуникации, Телекомуникацијскиот оператор ОНЕ, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, како и Медија Принт Македонија. Во оваа прилика министерот Кралев, обраќајќи им се на учениците, порача дека треба да се свати значењето на поимите приватност и углед, нивната вредност и како тие да се зачуваат. Наставниот кадар од ЦОУ Јосиф Јосифовски има обука на тема интерактивна настава. На семинарот што се одржа во нашето училиште учествуваа 30 наставници, но и представниците од педагошко-психолошката служба. Освен посочената тема за интерактивната настава на семинарот, кој што се одржа во вид на работилница, се одржаа предавања и за конфликти во училиштата, но и за развивање на ефективни тимови, комуникацијски и лидерски вештини и менеджмент во тимската работа. Неодамна во нашето училиште се одржа презентација на проектот кој ни дава можности како преку интернет да заработиме. За ова од изјавата на Елена Станчева. Ние сме од невладината организација за едукација на деца и млади, Сложувалка, формирани од ноември 2012 година. Нашите цели и задачи се поврзани со едукативни теми, идеи, едуцирање, помагање при едуцирање, подобрување на едукацијата поврзана со деца и млади. Денес е нашата прва работилница, тоест предавање, која се одржува на гимназиско ниво, конкретно за 4-та година гимназиско образование. Исто ќе биде одржано на општинско ниво на 22. За подетални информации можете да посетите нашата веб страна složuvalka.org.mk. Денешната презентација поврзана со како да заработите онлайн, кај што ќе се представат неколку веб страни, кај што ќе може да се регистрират било кој, да работат било што, како хонорарен преведувач, автор, дизајнер, било што, конкретно со работа онлайн, и истата ќе биде представен начинот на исплата. Во рубриката од нашиот календар ќе се навратиме на минатогодишниот надпревар образовно рандеву. Ќе погледнете снимка од бендот на нашето училиште кој што го освои второто место на овој надпревар.
рубриката Ти на актив, Антонија Стамкова разговара со професорот Тони Аврамов за активностите на дебатниот и литературниот клуб во нашето училиште. Започнавме со реализацијата на емисијата Клуб Јоска. Што всушност представува тоа? Значи, Клуб Јоска е емисија која што ја реализираат ученици од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Практично таа започна како проектна активност, но ја започнавме во текот на второ полугодие. Дојдовме до таква идеја или до таков план затоа што сметавме дека во нашето училиште во секое време има огромен број на информации, огромен број на проекти и работи кои што треба да се презентираат пред јавноста. Од една страна нели да се презентираат пред јавноста, а од друга страна да видат и самите граѓани дека нашите ученици секој пат се активни не само во наставниот процес, туку и во таа настава. Значи да потенцирам уште еднаш дека Клуб Јоска е проектна активност, меѓутоа се надевам дека ќе продолжи понатаму и како еден дел или како една емисија која што понатаму ќе ги следи активностите на нашите ученици, а од друга страна Клуб Јоска или литературниот, така наречени дебатен клуб, има и други задачи и цели. Но ова е само дел од тој литературен и дебатен клуб под моје раководство, значи, но со огромен број на ученици. Што реализиравте со литературниот клуб, а што со дебатниот клуб? Така, литературниот клуб мора да признам дека имаше други задачи на почетокот, односно кога го правевме тој план и таа програма за работа во 2012-2013 година, меѓутоа еве излезе да работиме емисија, односно имавме во план да снимаме неколку рецитации од познати автори или поети кои што се изучуваат во наставниот процес и кои што ќе бидат за употреба на часовите по македонски јазик и литература, но се надевам дека тоа ќе го направиме во иднина или во текот на наредната учебна 2013-2014 година. Дебатниот клуб нема некои покреативни задачи, освен да направи дебати на одредени теми. Ние веќе реализиравме една дебата која што нашите гледачи ќе можат да ја видат, односно ќе можат да видат инсерти од таа дебата на тема новите технологии во наставниот процес наспрема стариот начин на предавања. Учениците дебатираа, значи, на оваа тема, едните зедоа страна за новата технологија, а другите ја зедоа страната за стариот принцип на работење и учење и си имаа своји мислења, односно си ги бранеа своите ставови. Дебатата излезе успешна, тие како проектна активност имаат за цел во текот на учебната година, односно до крајот на оваа учебна година, да направат уште една дебата, со тоа ќе ја реализираат, односно ќе си ги добијат своите потписи за проектната активност. Зборувајќи за дебатниот клуб, дебатерите разговараа на тема новите технологии наспрема старите начини на учење, со помош на професорот Тони Аврамов. Па време е да ви покажеме дел од таа дебата. Со појавата на новите технологии, како и техники, идејната примена во секојдневното обслужување, информатиката како и едукациите стана неизбежен дел од едукацијата на младите. Во државата започна интензивен процес за воведување и примена на новите технологии, започнувајќи од проектот компјутер за секое дете, па потоа до дигитализација на предавањата, оценките, креирање на виртуални училници и слично. Ако до пред неколку години реализацијата на часот беше сведена на класични предавања и испрашувања, денес дел од наставата е заменета со мултимедијални содржини и дигитални содржини, кои, користејќи ги предностите на компјутерот, се реализираат истите. Најпрво ви посакувам успешна дебата и најважно од се да се дружиме. Значи, сведоци сме на нови достигнувања на технологијата. Да, нашата група се сложи дека технологијата воведе бум во образованието. Но, едно големо но. Развојот на технологијата стана контрапродуктивен за развојот на образованието. А зошто? Ти се обидеме да ви докажеме во престојната дебата. Исто така, нашата група, односно нашиот дебатен тим, ќе се обиде да ја одбрани тезата дека традиционалниот, односно класичен начин на учење е поефикасен во остварување на својата основна цел. Благодарам. Колку сметате дека новиот начин на предавање, например, во училиштето е исправен и колку
може би од таквиот начин на предавање со употреба нели на технички средства, компјутери, да не кажеме LCD, проектори и така натаму, ви остануваат работите в глава. Значи, користењето на мултимедијалните содржини, PowerPoint презентации, потоа анимација, видео, слики и звук, сето тоа може да ја задржи продуктивноста на часот. Единствено потребно за тоа е желба и малку креативност. Пребарувањето на интернетот, посочувањето на додатна литература не само што ќе го надополни знаењето, туку ќе ги зголеми и вештините на учениците, зашто тоа ќе биде одлично решение како да се разбуди вниманието на учениците при предавањето. Доколку до пред некое време имавме стари класични предавања, и сега исто, беше сведено само на слушање, кој колку слуша на професорот, а сега со анимациите, видео, слик, звук, PowerPoint презентации и слично, може многу повеќе да се зголеми продуктивноста на еден час. Да, значи и се во ред дека постојат такви помагала кои би ни помогнале да го задржиме нашето знаење. Но дали на вистина се внимава на часот покрај сите тие помагала, дали се трудиме да обрнеме внимание на самиот час и да го дослушаме професорот или само си велиме дека ќе го побарам ова подоцна, го има на интернет, го има на повеќе места. Дали сте размислили дека тоа можеби е на негативност? По мене ова ми личи како позитивно за технологијата, не за традиционално учење, заради тоа што забележавме и тие разговара, значи не го слуша професорот на час и со новата технологија тоа може, меѓутоа тоа е индивидуално. Без разлика дали имаш компјутер пред себе, ако сакаш да слушаш, ќе слушаш. Ако не сакаш, нема ни да слушаш, нема ни да побараш на интернет. Значи сакаш да кажеш дека и во едниот случај, во другиот случај, она што сака да слуша, ќе слуша. Значи да имаш компјутер и да немаш. Се што сакам да кажам е дека со новата технологија на интернет можеш да најдеш буквално се од разни области и на допълнување. Во учениците не значи дека ќе го пишува, ќе го опфати целиот материјал. На интернет може да најдеш некој на допълнување со цел да го зголемиш своето знаење. Станка, како што рече во првиот дел, дека со традиционалниот начин, колку слушаш и внимаваш, пак вниманието ти е малку во професорот, малку кај со другарите во разговорот, то сепак слушаш, но додека со компјутерите целосно ти е одземано вниманието и не можеш толку да обрнеш внимание на професорот и да го следиш. Дали може? Вие insistirате дека со интернетот ние ќе бидеме вовлечени, значи ние нема да седиме на Facebook кога сме на компјутер или на часови, значи тоа ќе биде помош за материјалот што го учиме. Ние, значи искрено, сега меѓу нас кој има традиционален час, се уште, дали вие сите внимавате, значи да бидеме искрени, 5 мина најмногу внимават, значи грубо проценка, значи не е до интернетот, тој не се обидувате да го свртите тоа на негативна страна, интернетот ви помага. Добро, вие се држите дека образованието само се состои во средното образование, тоа што го ние и во факултетот, значи факултетското образование. Но дали се запрашале што е тоа, како резултат на што сте вие тоа што сте денес, како резултат на основното образование. Значи сте почнали од најмали нозе. И јас кон овде ќе насочам моето излагање. Значи, нели вечиња од 7 години, 7-8 години, како интернетот би им помогнал. Дали, еве и тие да кажеме, се закачаат и слично. И ние, еве и компјутерите, го одбликуваат и вниманието на професорот. Доколку само часови сме следоци професорот да каже еј, исклучи го мониторот, не чачкај, или кога има тест, секакви методи се наоѓаат на препишување со помош на компјутерите, а вака има поглед, директен поглед. Јас да се надобрзам на Маринела. Да, значи најмалку 5 мина внимаваат на час, а другите, значи што прават? Значи имат монитори пред себе, имат компјутери кои работат и играат видеоигри. И тоа што го рече Ана, значи да, ние имаме секакви информации на интернет, но дали сите тие информации се точни?
никога ја браниме тезата стариот начин на учење, велиме за стариот начин на учење уште пред 2000 години. Значи до сега тој стар начин на учење. А вие зборувате за индивидуални работи. Така. А вие зборувате за индивидуални, треба тие да им докажат зашто новиот начин е подобар. А барате доказ, значи конкретен доказ. За новиот стариот начин има многу научници, се што е направено сега е од стариот начин. Доколку сите ние сме добро организирани и наставата ја организираат по-често да биде со компјутери, ние не би ги користили за игри, би били наменети за нешто друго, но кога веќе не се користат за нешто потребно, секој кога има пред себе компјутер може да прави што сака, да си игра нешто Crazy Taxi, да си гледа видео кој што правите, вие например. Дали може процедурално да кажем нешто? Може, бојде. Сметам дека насоката во која што тргне дебатата нема да има цела и најдена ќорсока. Па ќе се надоваждам дали ще се гласувате, но оно што го рече Сара, дека да, вие велите современиот начин на учење нуди нови извори на учење, но јас ќе поставам еден мој аргумент кој што е против овој начин и ќе речам дека во современиот начин информациите не се точни, има голем број на неточни информации, а во учебниците се е добро прокоцкано, може би ограничено, но сето тоа е лекторирано. И во прилог секојдневно сме сведоци на интернет, и на вести, дека има постојано грешки во учебниците, значи не е се точно до никој. Дали може контрреплика? Да, има грешки во учебниците. И се сеќавам, да, баш пред 2-3 години министерот за образование имаше многу критики за учебниците, вако бил, тако бил. Но веднаш секундарно се превземаа мерки. Беа одговорни лекторите, тие што не се извршили својата работа. Значи тоа е официјално. Во рубриката Помалку отпад ве советуваме како да ги зачувате старите тегли и што е од нив креативно да направите. Ние знаеме дека зимница се чува во тегли. Но дали некогаш сте размислиле дека во тегли можете да чувате копчиња, штрафчиња и дрвени бојци за деца? Од тегли може да се направат свекник, аквариум, терариум, сакси и декорации за кујна. Реупотреба на стаклени тегли. Стаклен лустер со свеќи. Потребни ви се неколку стаклени теглички од храна за деца, ланче за нивно поврзување, неколку кукички и некаков метален сад кој ќе служи како основа на вашиот нов лустер со свеќи. Пожелно е да го користите во надворешни услови како двор, тераса, веранда и така натаму. Наместо да купувате посебни садови за чување на намирниците во кујна, користите ги теглите кои сте ги купиле како амбалажа за некој друг производ. Тоа е одлична идеја за организирање на вашата кујна. Немојте да купувате некоја посебна касичка, туку искористете некоја интересна тегла како касичка, така ќе имате повеќе парички во касичката. Доколку шиењето ви е професија или пак хоби, знаете колку е важно сите тие ситни копченца и конци да бидат добро организирани. Ви посочуваме неколку одлични идеи како од вашите тегли да направите садови за сите тие ситници, што е најважно тегличките се прозирни, така што секогаш ќе можете да видите што се наоѓа во тегличката. Искористете ги теглите за да ги средите боичките, моливите и сите други ситници кои се потребни на вашето дете. Можете да залепите налепници на кои ќе напишете што се наоѓа во тегличките или доколку ги ставите во хоризонтална положба, ќе имате повеќе прегледност и ќе ви бидат подостапни во секојдневната употреба. Стаклени тегли како саксии за цвеќе или зачини. Неколку тегли ставете на дрвена подлога, истите прицврстете ги со стеги и наполнете ги со земја. Ваквата интересна инсталација саксија можете да ја искористите за правење расад, за одгледување зачини, за одгледување домашни цвеќиња или пак кактуси. Доколку имате голема тегла од 3 до 5 литри, например, можете да ја искористите како аквариум. Доколку сметате дека не е доволно интересна за гледање, разубавете ја со бои за стакло.
Златните рибки не прават разлика дали се во стаклена кугла или пак во тегла. Теглите можете да ги искористите како садови за складирање на ситници во вашиот подрум или гаража. Сите тие штрафчиња и мутерчиња одлично може да ги организирате во теглички во кои секогаш ќе можете да видите што има внатре без да отворите. Искористете ги теглите за романтична атмосфера. Наредете многу тегли на средина на масата, секако во нив поставете свекички и изгаснете ги сите други светилки. Во моментов, веројатно најмодерната реупотреба на тегли. Тегли како фоторамки. Добро измиете ги теглите во кои сакате да поставите фотографии, поставете ги вашите фотографии и наместете ја комбинацијата која тегла каде ќе биде поставена по ваша желба. Тоа беше се од денешната емисија на Клуб Јоска. Ви се заблагодаруваме што и денеска бевте со нас и се гледаме во следната емисија.